Кичевскиот предел располага со голем број на урбани и рурални средини кои што можат да бидат вистинска туристичка атракција. Едно од таквите места е и селото Осој, Кичевско село, каде што на вистина селото има што да понуди на сите оние кои што сакаат да го посетат. Во рамките на ова село пред известно време е формиран тим за туристички активности кој го предводи мојот денешен гостин во утринската програма, господинот Горан Несторовски. Господин Несторовски, се наоѓаме тука во селото Осој, зад нас тече реката Сушица. Еве позади нас нашите гледачи можат да забележат и еден патоказ кој што на некој начин им кажува на сите кои што ќе поминат низ ова село каде се можат да се движат и што да посетат. Јас еве на почетокот би ве запрашал што точно представува тимот за туристички активности при село Осој кој што вие го предводите. Прво да кажеме дека селото Осој се наоѓа на 3 километри од Кичево на западната страна, или како што овде во Кичево се кажува, селото Осој е таму каде што сонцето во Кичевската котлина заоѓа. Селото Осој го сочинуваат долно село кај што сме сега или ново село и старото село или горно село кој се наоѓа на 3 километри од овде. Селото за туристите изобилува со неоткриена туристичка дестинација. Прекрасни терени за лов, прекрасни терени за пешачење, за возење на велосипед. Впрочем, подоцна ќе кажеме и за една велосипедска патека која тимот за туристички активности ја уреди. Исто така во селото има 2 цркви, постојат остатоци од 3 воденици, а во горното село Осој, кое што можеме да кажеме слободно е музеј на отворено, постојат многу традиционални македонски етно куќи, постојат 11 бунари кои што во минатото функционирале, каде што животот во селото се одвивал. Меѓутоа сега ова село за жал е останато без жители и затоа сакам и меѓу другото и на овој начин да го заживееме и горното село Осој. Така, може да ни кажете еве кога е формиран тимот за туристички активности и колку членови број? Тимот за туристички активности на село Осој е формиран при местната заедница во селото Осој и представува неформална група на граѓани кои што обединуваат луѓе со добри идеи, кои што сакаат да придонесат за целокупниот развој на селото. Формиран е во почетокот на 2013 година, од причина што викаме, ајде нешто да направиме сами, бидејќи селото, како што кажавте вие, Кичевскиот регион изобилува со одлични услови за развој на алтернативниот или селскиот туризам, и затоа речеме да формираме овој тим и да отпочнеме со одредени активности за развој на селото. Се разбира дека кога сте имале идеја да го формирате овој тим, сте имале и своја цел. Која е главната цел токму на овој тим каде што вие го предводите? Значи, главната цел е да придонесеме во севкупниот стопански, културен и туристички развој на селото. Да го представиме селото како место каде што може да се живее, меѓутоа и како место каде што, бидејќи, како што кажаме, се наоѓа многу блиску до Кичево, сите оние туристи, патници, намерници можат да дојдат, да прошетаат во природата, значи да ги видат убавините на селото, да вкусат традиционална македонска храна, да уживаат во собирање на шумски плодови кои што овде во изобилство ги има. Значи покрај тоа сакаме да придонесеме и на заштита на културното наследство во селото, заштита на природата. Исто така имаме идеја да преземеме и некои активности во однос на екологијата, како што вие спомнавте, овде се наоѓа изворот и почетокот на течението на реката Сушица кој што поминува низ градот Кичево и го дели на 2 дела, че сакаме и тука да преземеме некои активности за заштита на течението на оваа река. Така, во овој период додека вие работите со вашиот тим тука за туристички активности при село Осој, може ли еве на нашите гледачи да им кажеме кои се активности досега ги имате реализирано, какви активности имате преземено, кои резултати ги имате добиено тие активности и дали сте задоволни од вашата работа досега? Да, значи кога го формиравме тимот, направивме и еден мал годишен план за работа и согласно тој план отпочнавме со активности. Прво што направивме беше што поставивме патокази, значи низ селото, потоа бидејќи во селото имаше еден пат кој што е погоден за пешачење и за возење на велосипеди и возење на мотори, истиот тој пат го уредивме во пешачко-велосипедска патека која што ја насловивме Бабини заби, по една чешма која се наоѓа на патот на оваа траса, на овој велосипедска и пешачка патека.
Понатаму одржавме една работилница со местното население, значи какви се можностите за развој на туризмот во селото. Исто така снимивме една документарна емисија Селото Осој, село со многу легенди, каде што ги опфативме сите убавини на селото, сите знаменитости на селото и природни убавини, како што кажавме, значи велосипедската патека и дел од црковниот живот и се она што нуди селото. Исто така во соработка со Стопанската комора на Македонија, регионална канцеларија во Кичево, одржавме на јавна трибина можностите за развој на алтернативниот туризам во Кичевскиот регион, која што беше една прва трибина на оваа тема и која што најде на широк одзив во Кичево. Исто така тимот за туристички активности бидејќи и во селото се организираат и се празнуваат доста верски празници, како што се Василица Стара Нова година, како што се Водици, да ги речеме патронот на црквите Света Недела и Света Петка. Значи, овие манифестации тимот за туристички активности ги искористи да придонесе за развој на селото, да ги збогати со нови содржини, како што се доделување на благодарници на организаторите на овие манифестации и така натаму. Кои се еве вашите идни планови? На почеток сме на 2016 година. Дали имате веќе некоја програма или испланирано активности или ќе одите тековно како што нели има потреба да работите тука? Да, и за оваа година имаме изготвен еден план за работа, каде што предвидуваме, значи прво покрај ова велосипедско пешачка патека што ја споменавме, треба на неа да поставиме инфо, мапи и скици на патеката, значи тоа уште фали на оваа патека за да ги на некој начин ги има стандардите на една добра патека. Понатака, планираме да преземеме активности во горното село Осој, каде што на собствениците кои што имаат стари, традиционални македонски куќи, на некој начин да ги потикнеме да ги овие куќи прво заштитат од забуд на времето, а понатака да извршат и нивно реновирање. Исто така во горното село, од тие што ги споменавме 11 бунари, некои се во фаза на распаѓање, че сакаме да ги реновираме, да ги заштитиме. Чешмата Бабини Заби исто така планираме оваа година да извршиме, значи, едно реновирање и уредување на таа чешма. Понатака во план сме да изготвиме една мини брошура за можностите за развој на селото Осој или туристички водич за селото Осој. Значи, како што кажавме, на оваа уредена велосипедско-пешачка патека, тимот за туристички активности веќе традиционално, ова ќе биде годинава трети пат, во месец мај организира велосипедски крос, а во месец септември организира пешачки марш по патеката. Тие две манифестации немаат надпреварувачки карактер, туку целта ни е дружење во природа, движење во природа, запознавање на граѓаните од Кичево со можностите и убавините на селото Осој. Исто така, во месец октомври планираме да организираме една манифестација која што ќе има наслов Осојски костен обер, бидејќи селото Осој изобилува со насади на костени и сакаме по повод почетокот на собирањето на костените да организираме една манифестација каде што би го представиле самото село, убавините на селото, традиционалната храна и сите оние активности околу собирањето на костените, се со цел, значи, да придонесеме за селото да се развие и туристички, и стопански, и економски. Господин Сторовски, за крај од денешниот наш разговор би ве запрашал еве да им кажеме на нашите гледачи кој се може еве и да се зачлени во вашиот тим за туристички активности, кој што нели може да придонесе за вашата работа. Да кажеме и тоа дека тимот за туристички активности има одлична соработка со регионалната комора, Пристопанската комора на Македонија во Кичево, невладините организации од Кичево. Нешто сега се обидуваме таа соработка да ја интензивираме и со општината, односно со секторот за локален економски развој, каде што спаѓа и туризмот. Исто така имаме добра соработка со еден туристички кластер на југозападна Македонија со седиште во Охрид. Постои размислување за тимот за туристички активности, бидејќи, како што кажав, е неформална група, да се регистрира како здружение на граѓани, а со тоа да стане и правно лице, и ќе имаме можност да настапуваме на одредени проекти за
рурален развој, што сега нас ни фали, бидејќи сето ова што го работиме е умешност на снаоѓање. Тука имаме поддршка и од бизнис секторот во Кичево. А што се однесува до тоа кој може да се зачлени, значи постои неформално зачленување. Секој оној што има добри идеи, секој оној што сака на волонтерски начин да и помогне нашите активности, може да дојде да ни се приклучи секогаш кога ги работиме овие наши активности, но и да придонесе со своји идеи, размислувања како да го подобриме животот пред се во селото Осој. И нашата крајна цел, ќе кажеме дека ние сакаме на овој начин да ја поттикнеме општина Кичево, односно локален економски развој, да и тие почнат со одредени активности за развој на туризмот во Кичево. Затоа што жалосно е во Кичево, вие еден град со 50.000 жители, не можете да купите една разгледница, не можете да најдете една туристичка брошура, нема поставени патокази. Значи, воопшто на тој туризам во Кичевскиот регион не е работено ништо. Господин Несторовски, ви благодарам што бевте мој гостин во утринската програма Деница на телевизија Мега и ви посакувам многу успех понатаму. Јас ви благодарам за соработката што сме имали и досега и во иднина секогаш сте добре дојдени во нашето село и секогаш кога ќе има активности ќе бидете навремено информирани. Благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше разговорот со господинот Горан Несторовски, кој што го води тимот за туристички активности при село Осој. Сите вие кои што сте љубители на овие туристички места, повелете да го посетите и Кичевското село Осој и сигурно нема да зажалите.